Кога љубовта кон земјата ќе се спои со жилбата да се создаде нешто здраво и природно, резултатот може да заврши во тегла. Кристијан Валевски и неговиот брат се занимаваат со земјоделие, а своето искуство и интересот за природната храна ги претвораат во собствен производ, путери од јатки под брендот Б Органик. Од внимателно одбрани јатки со едноставна обработка создаваат путери кои го задржуваат природниот вкус и аромата на основната состојка. Но за секоја тегла стои многу повеќе од рецептура. Стои земјоделска работа, изборот на суровини, процесот на производство и желбата да се понуди производ со што е можно помалку непотребни состојки. Особено интересен е фактот што двајцата браќа својот бизнис го градат врз земјоделството, односно добро го познаваат патот на храната уште од нејзиниот почеток. Природните путери од јатки се богат извор на масти, протеини и други хранливи материи, а може да бидат дел од појадок, ужина, смути или едноставно да се намачкаат на парче овошје. Кристијан, што подразбираме под природни путери и по што се разликуваат од оние кои што се некако комерцијални или навлезени некако повеќе во секојдневието? Добро утро, Ивана. Прво јас сакам да се заблагодарам до Алфа телевизија и до вашата емисија Добро утро секој утро, бидејќи вие сте повеќе од 2-3 години го следите секој чекор на нашата задруга, кога и да направиме некој нов продукт, кога и да имаме некој новитет, вие секогаш ни давате простор да дојдеме и да поразговараме за нашите нови продукти со вас. Која е разликата меѓу комерцијалните путери и органските природни или clean label путери е само во нивниот состав. Што подразбира тоа во нивниот состав е во нашите производи на нашата прва органска задруга се со clean label или чиста етикета, односно немаат никакви додатоци во нив. Како што е бадемот, например, ако земеме еден путер од бадем, во него има само бадем и ништо друго, никакви додадени масла, никакви додадени адитиви, никакви други шекери и така натаму, се што би било штетно. Фактички ова е 200 грама бадеми преточени во течна форма, односно во путер од бадем. Немаат никакви додатоци во нив. Прво, бидејќи нашата задруга почна да работи со бадеми, ги направивме нашите 3 путери од бадем, тука ги имаме. Имаме финомелен путер од бадем, крцкав путер од бадем и крем од бадем со мед и какао. Првата рецептура ни е финомелен путер, тоа е путер кој што се меле во одредени услови и машината вади од него, го вади тој путер. Потоа, ако му додадеме 25% крцкави плодови во него, го добиваме крцкавиот путер од бадеми, кој што има сецкани бадеми во него од 25%. И на истата рецептура, ако ставиме мед и какао, медот исто го произведуваме на нашата плантажа во моментот кога се оплодуваат цветовите од бадем, го добиваме овој природен крем од бадем со мед и какао. Додека потоа, со развојот на нашата задруга, примивме и членови кои што произведуваат и други јаткасти плодови, бидејќи сакаме да имаме и други плодови кои што ги произведува нашата задруга, па така направивме путери од лешник и крцкав лешник, и исто така путер од струмички кикирики. Тој од струмички кикирики ми е особено драг, бидејќи никој во нашава држава не прави домашен путер од струмички кикирики, туку сите кикирики кои што може да ги најдеме на рафтовите во продавниците се увезени од Пакистан, од Индија и така натаму, и Турција, а нашата струмичка кикирика, која што е еден бренд кој што сите го познаваме по квалитетот, по масноста на кикириките, по високиот квалитет, остана заборавен во изминатите години, па така ние најдовме благодарност до Цветан, нашиот соработник од Струмица, кој што произведува кикирики, уште тој е меѓу единствените во Струмица кои што произведуваат кикирики, е наш соработник на задругата, па така благодарение на него го направивме овој прекрасен путер, крцкав путер и путер од струмички кикирики, за да ја зачуваме таа вредност на македонски производ кој што не е од увоз, туку е целосно направен од домашни македонски состојки. Какви предизвици? Јас би рекол дека се помалку млади сакаат да учествуваат во домашното производство и преработки, и така ги повикувам да земат учество, да најдат некој дел, некој сегмент, бидејќи многу сегменти од нашето работење, од сите продукти кои што може да ги видиме, да ги купиме во продавниците, не се доволно обработени од македонски производители, така да може да најдеме некој продукт кој што
ги повикувам и другите млади да го направат тоа, да најдат некој дел, некој сегмент кој што може да го направат. Во Македонија се помалку веќе има конкуренција заради тоа што сите производи се од увоз, а кај нас никој ништо не произведува. Така да треба да се занимаваме малку повеќе со тоа да произведуваме наши македонски домашни производи, а со тоа би направиле добро за повеќе генерации, не само за нашата генерација, туку за повеќе генерации. Исто би направиле продукти кои што се произведени во Македонија, кој што е многу битен елемент. Мене ми е најинтересно, мислам најголемото признание секогаш го добиваме од нашите купувачи, нели, кои што користат вакви продукти и ги купуваат а тоа кога ќе дојдат на некој сајм каде што ние представуваме домашна локална македонска храна, они се прво изненадени, чудоневидени дека некој прави вакви премиум квалитетни производи во нашата земја. И тоа мене ми е едно големо признание за нас, дека сме на правиот пат, дека правиме преработки, македонски преработки, кои што се со целосно македонски ингредиенти направени. Сега освен какао во Македонија не се одгледува какао, но тоа е некои 3% во целокупниот путер само во еден сегмент, и тоа е едно големо признание дека они ги ценат и ги почитуваат и знаат да секогаш да одберат македонски производ наспроти друг. Тоа е едно големо признание за нас и големо признание за тоа дека луѓето ќе си најдат македонски, наш домашен локален производ кој што ќе си го купат, а со еден врвен квалитет, кој што мислам вакви квалитетни продукти нема секаде во светот, не може да се купат. Мојата порака е дека сите ние во секоја одлука, секој дневно која што ја правиме, што да купиме, што да одбереме, треба да бидеме едуцирани, да ги прочитаме етикетите на производите. Тоа е некоја една секунда ќе ни одземе да ја видиме составот и секогаш да бираме во тој состав да бидат производи кои што немаат некакви додатоци, немаат нешто страшно што не може да го изговориме или не може да го чуеме или не сме го чуле никаде. Значи тоа е пораката која сакам да упатам, и исто така да купуваме македонски производи, бидејќи единствено како може да им помогнеме на македонските задруги или производствени капацитети е со тоа што ќе ја наградиме со нашата доверба доколку се квалитетни. Не по секоја цена, туку само доколку се квалитетни. Благодарам.